Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Време за политичка анализа. После две интервјуа со Кастриот Реджепи и со Благој Бочварски, време за политичка анализа. Тема на неделата е оставката, прифатената оставка на Зоран Заев и закажаниот конгрес на СДСМ за 12 декември. СДСМ после 8 години владење на Зоран Заев ќе добие нов лидер и веројатно нов премиер. Димитар Ковачевски Таче бил изборот на Зоран Заев. Го познав Димитар Ковачевски Таче, се знаеме 8 или 9 години. Ова ќе биде некоја анализа за клановите во СДСМ и што ќе се случува во тие внатре-партиски битки, ферментирање, фаќање на позиции, кој од каде тргнува, кој од каде доаѓа, кој каде сака да стигне. Димитар Ковачевски Таче сака да презентира некоја лакирана биографија во македонската јавност. Всушност тоа е некоја мешавина на Стево Пендаровски и на Тито Петковски. Со Стево Пендаровски дури имате некоја заедничка карактеристика, бидејќи биле професори на Нью Йорк коледжот. Испаѓа дека Нью Йорк коледжот е сега кадровската база на СДСМ, а не правниот факултет како некаде пред 10, 15, 20 години. Лазе Китановски, Владо Бучковски, целата таа екипа. Љубомир Фрчковски кој доаѓаше од правниот факултет со Јане Милјовски и добива клучни позиции во врвот на СДСМ. Сега Димитар Ковачевски Таче и Стево Пендаровски потекнуваат од Нью Йорк коледжот. Всушност Нью Йорк коледжот до пред некоја година беше во собственост на Мони Карлију. Тој човекот чие име се спомнуваше во оние житни афери помеѓу Македонија и Косово, представник на македонската масонерија. Можеби македонската масонерија има некој уплив, некој влијание во кадровските разврски сега во СДСМ. Меѓутоа, ако вие погледнете во дел на моите емисии кои се емитува во изминатиот период, јас ви го анализирав моделот на Живко Мукетов. А моделот на Живко Мукетов беше дека е тоа прифатливо решение за можни разврски на лидерската криза во СДСМ или на лидерската позиција во СДСМ, дека крилото на Бранко Целенковски секојаш го преферирало Живко Мукетов и сметало дека Живко Мукетов како бизнисмен кој доаѓа од реалниот сектор би можел да биде одредено кадровско решение. Всушност, ние сега доаѓаме во една фаза кога имаме се помалку лидери или председатели на партии со една изразита харизма. Па дури ни Зоран Заев не беше. Тоа меѓутоа Зоран Заев, како што вели Владо Бучковски, имаше таа политичка несовршеност, па привлекуваше внимание во јавноста. На ВМРО-ДПМ или начелно ВМРО-ДПМ не го имаме во наводници досадниот Христијан Мицковски, сега кога Димитар Ковачевски Таче стане лидер на СДСМ, начело на СДСМ во наводници ќе го имаме досадниот Димитар Ковачевски Таче. Всушност, тоа е добро решение можеби за држави кои ги решиле своите идеолошки проблеми или кои ги решиле своите клучни национални, безбедносни секакви други прашања. Тоаш може да се посветат на економија, на екологија, на разни досадни теми и така натаму и така натаму. И тоа би можел да ви го направам, да ви ја направам споредбата помеѓу Јанес Јанша во Словенија, не знам и Андреј Пленковиќ во Хрватска. Гледате, Андреј Пленковиќ е еден исплакнат политичар кој нема идеологија, кој доаѓа од Хвар, тоа е една удбашка страдина таму или косовска страдина на Хвар и доаѓа метеорски до врвот на хрватската политичка сцена и победува на сите можни избори. Го имате Јанес Јанша кој сепак држи до одредена идеологија. Не само што држи до одредена идеологија, туку предизвикува контраверзии понатаму во словенечката јавност, Сорос, американци, антисорос, нон-пейпер и така натаму и така натаму. Дали Македонија треба да личи повеќе на Хрватска или треба да личи повеќе на Словенија, прашање на избор на двете големи политички партии и прашање на избор на македонските гласачи, на македонските граѓани. Меѓутоа ние имаме се уште едно крупно национално прашање, тоа се преговорите со Бугарија и почеток на преговорите со Европската унија. Значи ние не сме етаблирана држава, ние не сме држава која може да се дозволи луксус, да биде досадна држава која ќе разговара за ветерници, кој ќе разговара за нови обновливи извори на енергија, кој ќе разговара за екологија, така натаму и така натаму. Ние сме држава кај што живеат некаде 20, 25, 15% албанци, не е битно, живее едно огромно малцинство со кое треба да балансирате, треба да менаџирате, треба да наоѓате одредени форми како тоа да биде инкорпорирано внатре во системот на Република Македонија и притоа тоа што албанците и македонците треба да го сватат во НАТО и во ЕУ не влегува македонскиот народ, туку влегува Република Македонија, што ќе рече дека Република Македонија, сите граѓани кои живеат во неа, влегува и станува членка на НАТО и станува членка на Европската унија. Тоа истото треба да го сватат и бугарските политичари, затоа велам дека се останати многу клучни национално безбедносни и идеолошки прашања и се плашам дека начело на овие две политички партии ќе дојдат или се наоѓа Христијан Мицковски треба да биде реизбран на 12 декември, а на 12 декември како што сега стојат работите фаворит на Зоран Заев и Димитар Ковачевски Таче, се плашам дека две личности кои доаѓаат или ќе бидат начело на двете големи политички партии се сепак играчи со мало политичко искуство, со мал политички опит, со мал
политички маневарски простор, тешко може да ги менаџират сите тие процеси. Мислам дека изборот и на СДСМ и на ВМРО не требаше да биде на сосема друг правец, меѓутоа тоа е работа на гласачите, тоа е работа на членството на тие две партии и ние ќе видиме како ќе добие тек таа политичка разврска. Суштината на политичката разврска која сега се случува, ако сакате да го струшите Зоран Заев, треба да го струшите Димитар Ковачевски Таче, односно да ја струшите владата на Зоран Заев. А ако не ја струшите владата на Зоран Заев, нема да може да го струшите Зоран Заев. И ако Зоран Заев ја врза својата политичка кариера и својата политичка иднина за Петри Шелегов и изборите во градот Скопје, се обиде да направи, да го размрда своето членство, ја постави дилемата или го постави ветувањето ако не победи во Скопје, ако не победи на локалните избори во главниот град, дека се повлече од политичката сцена, тоа беше еден ризик, тоа беше еден хазар, дали беше пресметан или не пресметан, ќе покаже времето. Дали Зоран Заев знаел многу работи кои не сме ги знаеле, може свесно блефирал за да може да има одредена отстапница се повлече од премиерската функција, не знам, мене се повеќе ми се чини дека Зоран Заев имаше лажни информации од теренот и мислеше дека ако даде таква радикална теза, таков радикален став дека тој ќе се повлече од политиката и дека ако не победи во градот Скопје, дека членството на СДСМ кој само пред 7 месеци му даде една масовна поддршка, без малку 100% поддршка на тоа непосредно гласање за лидер на СДСМ, ќе го следи Зоран Заев, изостана реакцијата на членството на СДСМ. На така фрлената ракавица ќе се повлечам ако не победам во Скопје, членството на СДСМ не се мобилизираше. И може би беше тоа порака до Зоран Заев, не знам. И не знам како врвот на СДСМ ќе ги толкуваат, ќе ги анализират сите тие информации, податоци кои доаѓаат од теренот, кои доаѓаат од анкетите кои беа правени, што се случи, како се случи, многу пари ли фрлили, со многу пари се појави ВМРО-ДПМ на терен во целата оваа работа. Тоа времето треба анализите. Мислам дека се уште нема извештај СДСМ подготвено што им се случи на локалните избори. Мислам дека тој извештај е поклопен со овој процес на избор на нов лидер на партијата. И се додека СДСМ не одговори што им се случи на локалните избори, по мене беше непотребно да се оди и да се бара нов лидер на партијата. Не гледав зошто е тоа брзање, кога СДСМ вели ние ја примивме и ја прифативме пораката на населението, на граѓаните, на народот. Која е пораката? Имате ли извештај? Поднеси ли генералниот секретар извештај? На што се должат лажните анкети? Лажни анкети за Гевгелија, лажни анкети за Неготино, лажни анкети за Штип, лажни анкети за Скопје. 5 или 6% на тие анкети на рейтинг водеше Петри Шелегов пред Даниела Арсовска. На што се должи таков еден бродолом на локалните избори? Како вие ќе бирате нов лидер на партијата, ако не знаете на што ви се должи бродоломот на тие локални избори? На решавање на проблемот со името? Или продажбата, или распродажба на името, кој како тоа го толкува? На преговорите со Бугарија? На неисполнетите ветување, на невработување, на наметнување впечаток дека Али Ахмет и Артем Груби се главни во државата, дека тие всушност се командуваат и раководат властата, а не СДСМ и Зоран Заев. Некој слично сценарио како што падна Ивица Рачан после ХДЗ и Фрањо Тужман. Подоаѓањето или после паѓањето на ХДЗ и Фрањо Тужман, тоа е некаде 2000 година, Ивица Рачан прави спектакуларни потези. Не велам дека тоа го прави СДСМ во Република Македонија, меѓутоа можам да направам одредена реприза на тоа што се случеше во Хрватска некаде 2000 до 2003-2004 година, така падна Ивица Рачан, бидејќи членството на социјалдемократите во Хрватска и хрватската неутрална јавност му замерува на Ивица Рачан дека нема контрола на власта, нема контрола на коалицијата. Може би нешто слично му се замерува на Зоран Заев. Тука има и многу лукративни причини, разни тендери, разни бизниси. Се покажа Заев, Вице Заев и Зоран Заев дека не се имуни на таа лукративност. Се вмрежија, се вградија во многу бизниси во Република Македонија. Многу крупни бизнисмени кои беа блиски до кланот на Заеви ги снема, го снема Силјан Ницевски, го снема Ванчо Чифлиганец, го снема Мите Брилјант. Гледате таа врска помеѓу Бранко Царенковски и Мите Брилјант не му пречеше на Зоран Заев да развие, да воспостави добри релации со Мите Брилјант или Мите Брилјантин. И мислам дека тоа се ложи на еден телефонски разговор каде што Бранко Царенковски тамо некаде 2013 година разговара со Мите Брилјант кој да биде негов наследник на чело на СДСМ. Тога се Зоран Јовановски и Горански шема кандидат и Зоран Заев, каде што Бранко Царенковски му говори на Мите Брилјант дека тој ќе ги остави сами да се истепат, сами да се исколат, сами да се заколат, дека тој нема да застане на страна ниту еден од нив. И во една телефонска бомба или во еден телефонски разговор кој Зоран Заев веројатно го слуша, Мите Брилјант му кажува или му сугерира на Бранко Царенковски дека нема што да размислува, дека од сите овие тројца единствено Зоран Заев покажал сила на терен, покажал жилавост, покажал енергија да се бори и дека ќе може и финансиски да одржува, да ја држи во кондиција партијата како што го правил тој во изминатиот период.
Меѓутоа тие бизнисмени ги снема. Снема Комерцијална банка, снема голем број на луѓе кои финансиски го помагаа СДСМ. Го помагаа СДСМ во период 2013, 2014, 2015, 2016 година, кога беше тешко да се помага СДСМ. И тоа се веројатно одговори кои треба членството, а посебно раководството на СДСМ да си ги даде пред да влезе во еден ваков процес на избрзано бирање на лидер. Доаѓаат одредени препораки од ДУИ, доаѓаат одредени препораки од меѓународната заедница и не се прифаќаат тие препораки. Ова не значи ламентирање за останување на Зоран Заев. Зоран Заев во моментот е политичко минато. Дали некогаш ќе се врати? Дали има одредена амбиција да се врати? Во каква функција, во каква форма? Тоа ќе покаже времето. Меѓутоа, знаете, во само 2 години Зоран Заев од кандидат за Нобелова награда, поради решавање на тој вековен или клучен или повеќе годишен, повеќе деценијски проблем помеѓу Република Македонија и Република Грција и станување на Република Македонија членка на НАТО, тоа е некаде пред 2 години, и вакво драматично губење на локалните избори, веројатно прекршува или предизвика одредено кршење внатрешно кое се случува кај Зоран Заев. Знаете, ви во 2 години од кандидат за Нобелова награда за мир станувате политички губитник од Христијан Мицкоски, внимавајте. Од Христијан Мицкоски, кој самите го избра да им биде конкурент, бидејќи го смета за најлош избор во структурите на ВМРО-ДПМН. И вечниот лузер Христијан Мицкоски, кој изгуби 6 или 7 избори поред, го поразил Зоран Заев, кој пред 2 години беше кандидат за Нобелова награда за мир. Тоа без никаква дилема предизвикува едно драматично кршење кај секој човек, вклучително и кај Зоран Заев. Има уште една работа, Зоран Заев постојано ја потсетуваше меѓународната заедница дека нешто му ветила и дека тоа ветување не е исполнето. Гледате како се обиде да ја смени улогата или да ги смени улогите. Обично меѓународната заедница ги потсетува македонските политичари или политичарите во Западен Балкан дека нешто ветили не исполниле. Одеднаш Зоран Заев се дрзна или се дозволи да ја потсетува меѓународната заедница дека нешто му ветила, тоа не го исполнила. И тука има едно правило, меѓународната заедница не сака да биде должник на никого. Односно, не сака да се наметни впечаток во јавноста дека нешто ветила, а не исполнила, дека нешто должи на Република Македонија, на Зоран Заев и така натаму и така натаму. Многу полесно е на таа меѓународна заедница некого да пушти низ вода, а да се занемари или да се стави под маса впечатокот дека му ветила нешто и дека тоа не го исполнила. Може би една од грешките на Зоран Заев, освен Драги Рашковски, одредени лукративни бизнеси кои кланот на Заев ги правеше во Република Македонија, драматично лоша кадровска политика, едно незадоволство на членството, доста неспретност во одредени преговори со Бугарија, е пораката која постојано ја патуваше до меѓународната заедница. Да, таа порака меѓународната заедница ќе ја прими, ќе ја прифати, меѓутоа дипломатијата е една фина уметност. Уметност на можното и на невозможното. Тоа да го направите запакувано во одреден целофан, па со одредена панделка, тоа фино да изгледа, не вие постојано на пресконференција или во интервјуа да ја потсетувате меѓународната заедница дека нешто ви ветила, а ви ветила дека ќе притисне Република Бугарија, ви ветила дека кога го смените името ќе станете членка на НАТО и ќе ги почнете преговорите со Европската унија, тоа не се случило. Има уште една трета варијанта која би била тука како некој воведен 10 минути или 15 минути дел на ова наша анализа, а тоа беше одењето на Љубомир Фрчковски за амбасадор во Вашингтон. После одбивањето на американците да му дадат дозвола или агреман на Љубомир Фрчковски да биде амбасадор на Македонија во Вашингтон или Соединетите американски држави, веројатно кај секоја влада ќе се запалеше алармот или црвеното светло на што се должи тоа. Вие гледате, наместо да се запали тоа црвено светло или да се запали алармот, Фрчковски нема да заврши во Вашингтон, туку тие сака да го испратат во Обединетите нации во Њујорк. Не знам колку е тоа упатно, колку е тоа умешно и колку тоа е политичка разврска како што треба да се прави во односите со Соединетите американски држави. Ако тие не сака да го примат Љубомир Фрчковски, а тој е ваш кандидат да биде амбасадор во Вашингтон или Соединетите американски држави, тогаш треба да ги прашате каде е проблемот. Бидејќи ако не сака да примат ваш кандидат за амбасадор, а ви имате стратешко партнерство со Соединетите американски држави, и тие треба да бидат главен лобист или главната булдожер машина или дипломатија за решавање на проблемот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, не давањето агреман за Љубомир Фрчковски, веројатно беше порака која Зоран Заев и владата на СДСМ требаше многу сериозно да ја примат и многу сериозно да ја анализират. Не знам дали тоа се случи, и ако се случи, зошто не е постапено поинако. Сега имаме ситуација која што Зоран Заев повеќе не сака да биде лидер на
СДСМ и нема да биде премиер на македонската влада. Иако има пореки од дека без разлика што нема да биде лидер на СДСМ, тоа е внатре партиска работа на СДСМ, треба да остане премиер на македонската влада. Сакажени се избори на 12 декември, во исти ден избори во ВМРО-ДПМН и во исти ден избори во СДСМ, ќе би избран нов лидер, како што сега стојат работите најголем фаворит да биде нов лидер на СДСМ и Димитар Ковачевски Таче. И за почеток, јас би направил само одредена споредба дека Димитар Ковачевски Таче е некој вид на мешавина, некој вид на шприцар на Тито Петковски и на Стео Пендаровски. Со Стео Пендаровски потекнат од исти факултет, тоа е Њујорк универзитетот, имат и слични карактеристики, знаете. Тие пленат со своите интернет информации, со тоа што го имаат прочитано на интернет во некои книги, меѓутоа кога ќе помени тоа првично пленење или таа првична фасцинираност од некоја елоквентност, некоја знаење, едно мноштво на информации, знаете, тоа е некој српски модел. Тие кога ги снимаат овие српски аналитичари или српски политичари, тие кажат многу информации и со тоа мноштво на информации тие всушност сакаат да ви покажат дека многу знаат, дека многу ја познаваат проблематиката, дека многу ја познаваат целата таа работа. Меѓутоа како проаѓа времето, вие сте се помалку фасцинирани од таа во наводници елоквентност, политичка образба или стручна образба и се повеќе гледате дупки во целата таа конструкција, во целата таа каросерија. И од друга страна е Тито Петковски и Стео Пендаровски и Димитар Ковачевски Таче имат многу сличности на Тито Петковски. Тоа се играчи од типот атер не кршат, работа не вршат. И на таква мешавина е Димитар Ковачевски Таче или човекот кој е најсериозен кандидат да го замени Зоран Заев на челната позиција во СДСМ и да биде на премиер на македонската влада. Гледате, почитни гледачи, во 2,5 години, да не речеме во 3 години, ние од држава, од заробена држава, која паѓа од власт со настаните на 27 април 2017 година. Вие се сеќавате како ВМРО-ДПМН падна од власт. Тиранска платформа, па протести против Тиранска платформа, па тепање во македонскиот парламент, па претепување на за еден села, па лежење или осудување на дел од структурите на ВМРО-ДПМН, дел од тогашната власт, дел од луѓето кои паднале во македонскиот парламент на затворски казни до 10-15 години. И за 2,5 години или 3 години Македонија станува земја која е членка на НАТО. Зарем вие мислите дека во овие 2,5 или 3 години ние толку брзо созреавме и од граѓани кои гласа или гласачи кои гласа за заробената држава, одена станавме гласачи граѓани кои гласа за земја членка на НАТО? Дека ние во 3 години ги сменивме нашите интелектуални, политички, демократски, секакви други перформанси до тоа ниво, за да можеме да си дозволиме да кажеме дека ние навистина заслужуваме да бидеме држава која е членка на НАТО. Па ние само до пред 3 години му давме 450.000 гласови доверба на Никола Груевски. И Никола Груевски имаше експлозија на таа наша доверба или доверба на гласачите. Јас не гласам веќе подолго време, затоа немам ни обврска према политичарите и не чувствувам ни грам грижа на совест зошто нешто се случува во Република Македонија, бидејќи не давам доверба на никој. Излегувам на гласање, гласам со неважачко ливче, тоа трае веќе 7-8 години, ако не и подолго. Значи, таа доверба од 450.000 гласови, кои вие на изборите на 11 декември 2016 година ме давате на Никола Груевски во ВМРО-ДПМН, експлозија има на 27 април 2017 година во македонскиот парламент. И по 3 години ние стануваме држава која е членка на НАТО. И внимајте, од држава која се бори со сите сили, со болдужери, со бетмени, со се и се што, со она несрек Игор Дурловски, и при тоа не чувствуват грижа на совест дека е некој претепан, дека луѓе заради нив лежат во затвор, заради тирански платформи така натаму. Вие станувате земја членка НАТО која го сменил името и ги решила проблемите или споровите со Република Грција. Мислите дека тоа може да се случи во 3 години? Апсолутно не. И ние ја плаќаме цената на тоа брзање. Предвремено, неподготвено нас не направија земја членка на НАТО. Тоа исто како некој детенца на 15-16 години да го земете, да го однесете во матично и да го ожените со некоја жена на 30 или 35 години. Што знае тоа дете? Па треба татко му да му ја врши работата. Треба татко му да ги обавува брачните должности во негово име. Тоа се случи во Република Македонија. За да може да биде скратен тој период, за да може Македонија да биде безбедна држава, држава која ќе биде членка на НАТО, некој требал нас да ни даде политички допинг. Тој политички допинг беше Джес Бейли, шарената револуција и се што е изградено, пораснато со политички допинг, а не е природно пораснато, не стигнало природно до таква една позиција, тоа секојаш крахира, тоа секоја се крши. Затоа и се скрши владата на Зоран Заев.
таа презема одредени обврски, направи одредени чекори, а не беше подготвена македонската јавност, не беше зрела македонската јавност, бидејќи не може да биде зрела ниту една јавност во еден таков краток временски период од јавност која поддржува заробена држава 2017 година, па тамо некаде се до крајот на 2017 година, а веќе 2019 година таа јавност треба да поддржи земја која е членка на НАТО. Или земја која треба да ги почне преговорите со Европската унија. И тоа предизвикува едно драматично ломење, кршење внатре во јадрото, посебно во македонското национално јадро. И затоа ние имаме вакви лутања, кај што наши стратешки партнери сакаме да бидат Кина, да биде Русија, бидејќи ние сме незадоволни од брзината со која ни се случуваат процесите, со која ни се случуваат промените. И ова одговара на рушењето на комунизмот, затоа кај нас има се уште еден сентимент кон поранешна Југославија, кон Тито, кон комунизмот, бидејќи ни се случи неподготвено. Ние не бевме подготвени таа 1991 година да го рушиме комунизмот. Затоа беше и така двосмислено тоа референдумско прашање, со можност и со право да се здружиме и понатаму или во иднина со југославенските или со поранешните југословенски републики. И бидејќи ние не сме подготвени за тие процеси, ние имаме две рушења на режим. Ако првото рушење на режим е некаде 1991 година, условно речено на растурање на Титова Југославија, меѓутоа остатоците на тој режим, на таа Титова Југославија траат тамо некаде до 98 година, тогаш ќе биде дека првото рушење на режим е со владата на Љупчо Ѓорѓевски 1998 година на изборите, повторно со помош на одредени леви структури кои излегува од чинелот на СДСМ, тоа е демократска алтернатива на Васил Тупурковски. И вие се сеќавате, или вие што сте повозрастни, како функционираше таа влада на Љупчо Ѓорѓевски. Кљакаво, со одредени афери, без кадри кои можеше да ги стави на клучни позиции, со одредени несмасности кои беа правени во текот на владење, па војна 2001 и така натаму, и по 4 години СДСМ се врати на власт со една убедлива победа на изборите на 15 септември со Бранко Цренковски. Е нешто слично и со владењето на Зоран Заев. Ние имаме две фази или две датуми кога се руши режим во Република Македонија. Или од 1998 година се руши комунистичкиот режим, за прв пат се руши комунистичкиот режим, персонификација на тој комунистички режим е Киро Глигоров, ја внимавајте. Во враќањето од Белград 90 година, па 91 година Киро Глигоров, комунистички лидер со повеќе од 40 или 50 години кариера во комунистички или Титова Југославија, 1974 година избран да биде председател на Сојузната скупштина или Сојузното собрание, па тогаш или пред него се изгласува уставот кој му овозможил на Јосип Брос Тито да биде доживотен председател на СФР Југославија. Значи тоа се случува мандат на Мика Шпилјак и мандат после на Киро Глигоров, тоа се пропратни акти со кои се проследува тој устав кај што му се возможно доживотен мандат на Јосип Брос Тито. Значи Киро Глигоров го добивате, Киро Глигоров го носите. Значи не ставате било кој друг кој може да биде персонификација на нешто ново на неко ново време, туку напротив вие го носите Киро Глигоров кој е персонификација на старото време, кој сите го менуваат во Европа. Се рушат железната завеса, паѓа власта во Германија, паѓа власта во Чехословачка, се растура Чехословачка, паѓа власта во Унгарија, маса на бегалци бегат од источна во западна Европа и ние во Македонија 1991 година го бираме Киро Глигоров, еден комунистички лидер од времето на Јосип Брос Тито. И тој режим паѓа 98 година, на власт доаѓа Љупчо Ѓорѓевски со помош на Васил Тупурковски. И тоа беше една од најнестабилните влади во овие 30 години на македонско владење. Затоа беше така драматично поразена на изборите 2002 година. И второто рушење на режим или на заробена држава се случува 2017 година. И таа власт останува до 2021 година. Може да остане до 2024 година, ќе видиме, меѓутоа Зоран Заев кој е персонификација на таа власт, паѓа 2021 година. Паѓа бидејќи начинот на владење е сличен на начинот на владење на Љупчо Ѓорѓевски. Нема кадри. Во тие 9 или 11 години на заробена држава, Никола Груевски успеа да шмука се што постои на македонската политичка сцена. Да избрка во странство, да денунцира или да плати и да купи. И тоа ве разбрските во Република Македонија. Значи 9 до 11 години. СДСМ нема играчи кои можат да гравитираат кон него. Се што е добро на факултетите, се што е добро во бизнисот, се што е добро во политиката, се што е добро во спортот. Никола Груевски има многу пари, има гравитациона привлечност да ги привлече сите тие луѓе кон ВМРО ДПМН. И сега во СДСМ се чувствува тој недостиг или дефицит на кадри.
кадри кои ќе беа ставени на клучни позиции. Затоа ви се појавува Кочан Ѓушев, се обидувате преку Стопанска комора, се обидувате преку трансфер на одредени политичари, бизнисмени да ги вклучите во врвот на политиката за да може нормално да владеете. И ви се случи истото што се случи со Лјупчо Ѓорѓевски. Двете влади кои рушат режими во Република Македонија и кои поставуваат траектории на можни политички разврски. Лјупчо Ѓорѓевски ги отпочна процесите на затоплување на односите помеѓу Република Македонија и Република Грција, е на чекор или е на само еден чекор на решавање тогаш на македонско-грчките прашања, македонско-грчките односи, прифаќање на одредено име, меѓутоа не име за севкупна употреба ергомнес, туку име само за меѓународна употреба. Значи Лјупчо Ѓорѓевски тогаш ќе имаше многу подобра стартна позиција за решавање на проблемите помеѓу Република Македонија и Република Грција, односно хеленската демократија, и го имате Зоран Заев. И тие две влади завршат на еден таков начин, бидејќи силите против кои тие се борат, односно силите кои тие треба да ги демонтират, а тој комунистичкиот режим на поранешна комунистичка Македонија и заробената држава на Никола Груевски во моментот кога некој се обидува да ги демонтира, се многу посилни од власта во тој момент. И ден денес заробената држава на Никола Груевски е многу посилна од власта и во бизнисот, и во подземјето, и во криминалот, и во структурите на Министерството за внатрешни работи. Тие ги имаат секош брзо информациите што планират да се прави или каде во кој процес ходат разврски, дали некој планира да ги апси, дали некој планира да ги санкционира. Затоа може да избега, затоа може да побегнат. Никола Груевски кај може да побегне и без согласност на Зоран Заев и на Оливер Спасовски, бидејќи структурите кои во време на Никола Груевски се ставени во Министерството за внатрешни работи и понатаму се лојални на Никола Груевски. И понатаму се лојални на ВМРО-ДПМН, а не се лојални на македонската држава или на власта која во тој момент е на чело на македонската држава. Затоа велам, и Лјупчо Ѓорѓевски и Зоран Заев завршаа на некој сличен начин. Беа изгазени од државата, комунистичката држава или заробената држава која сакаа да ја демонтират. И завршија така како што завршија. И втората работа која тука сакам да кажам, дека на 12 декември, во исти ден, тоа не се случило во поновата македонска историја, или тоа не се случило воопшто во македонската политичка историја, значи во исти ден и СДСМ и ВМРО ќе бират нов лидер или ново стар лидер. СДСМ закаже избори на гласање или согласање на целото членство. А ВМРО-ДПМН после многу перипети, мери од конгреси, мери од коалиции, барање за конгрес, барање за доверба на Христијан Мицкоски. Значи Христијан Мицкоски ги игнорираше сите барања за негово гласање од страна на делегатите кои го избраа за лидер на ВМРО-ДПМН на конгресот во Валандо од 2017 година и сега закажува конгрес на 12 декември. На тој конгрес би требало да се прошета, треба да биде реизбран Христијан Мицкоски. И тоа е разликата помеѓу двете партии, во демократскиот капацитет на двете партии, во демократскиот капацитет на двете Македонии кои ги представуваат овие две партии. СДСМ во рок од 2 недели ќе спроведе гласање на целото членство и членството кое го избра Зоран Заев пред 7 месеци, сега ќе треба да избере нов лидер на СДСМ. Може да биде Димитар Ковачевски, може да биде некој друг. Може во овие 7 дена да се преват сите кои ги исполнуваат условите согласно статусот на СДСМ, односно статутот на СДСМ. Од друга страна Христијан Мицкоски, кој немаше доверба во своите делегати или немаше доверба во делегатите кои го избра на Валандовскиот конгрес, сега ќе оди на конгрес каде што делегатите ќе ги избери неговото раководство. И тоа се разликите. Од една страна имате конгрес кој ќе биде режиран конгрес, каде што ќе има еден кандидат кој треба да биде Христијан Мицкоски, каде што целото раководство ќе застане зад Христијан Мицкоски, каде што раководството, општинските комитети, членовите на највисокото партиско тело се делегати на тој конгрес и тие всушност ќе треба да гласа за самите себе, бидејќи Христијан Мицкоски ги бира, ги прави делегати и тие треба да му возможат реизбор на Христијан Мицкоски. Од друга страна целото членство на непосредни избори може да гласа за еден лидер на СДСМ. Тоа се тие две драматични разлики. Тоа се тие две драматично различни Македонии, различни по демократскиот капацитет. И јас секогаш повторувам, вие може да направите милион стратешки промашувања, милион стратешки грешки. Не смеете да чепкате во македонската демократија. Секогаш кога ќе ја чепнете македонската демократија, а може да сте несовршени, ако сте несовршени ќе ве смениме на избори. Меѓутоа не можеме да ве смениме на избори или да гласаме против вас на избори, не гласам, јас гласам неважички, и подоцна таа волја на граѓаните вие да ја изгазите со тепање во македонскиот парламент, како што беа оние настани на 27 април 2017 година. Таа партија се уште не е реформирана партија. Таа партија се уште влечи длабоки трауми од тоа што се случи на 27 април. Не само што влечи длабоки трауми,
туку таа не е ни капацитетна да се справи со тие длабоки трауми. Се уште тие луѓе таа ги смета за херои. Жали по тоа време. Жали дека не биле побрутални, бидејќи ако биле побрутални, тогаш немало да се случи шарена револуција. Ако биле побрутални, тогаш немал да дојде на власт СДСМ и Зоран Заев. Гледате кои се тоа драматично различни ставови. Колку тие ставови не кореспондираат со една држава која е членка НАТО, која треба да ги почне преговорите со Европска унија. Тие жалат бидејќи не биле брутални. И ни такви процеси сега се јават кај СДСМ, кај оние несреќи на СДСМ кои се активни на Твитер, кои велат ке жалите по Зоран Заев. Зашто ќе жалат по Зоран? Дека ВМРО-вците ќе жалат по Зоран Заев. Зошто ќе жалат ВМРО-вците по Зоран Заев? Бидејќи тој што сега ќе дошол на чело на СДСМ, ќе биде многу побрутален, ќе апсел, ќе расчистувал, ќе затварал портали. Секој кој прави демократски фаули ќе биде санкциониран. А што сакате вие? Па вашиот проблем е што не го демонтиравте режимот на Никола Груевски. Не е вашиот проблем што не изградивте режим кој ќе биде подобар од режимот на Никола Груевски. Ако така размислувате, тогаш ја промашувате не само целта, суштината на политичкото делување. Демократијата е клучен збор во Република Македонија. Не треба да ја изградиме, да ја градиме македонската јавност, да ги градиме македонските медиуми. Затоа е клучно кој ќе биде прв човек на македонската радио и телевизија, да наметнува стандарди, таа јавност полека да зрее. И од јавност која била симпатизер и чиј фан, фаворит била заробената држава на Никола Груевски, да изградиме јавност која ќе биде адекватна на јавност на земја која е членка на НАТО. Суштината на паѓањето на Зоран Заев е во демонтажата на моделот на Никола Груевски. Не можеше да го демонтира моделот на Никола Груевски, бидејќи моделот на Никола Груевски беше посилен од власта на Зоран Заев. И после 4 години тој модел на Никола Груевски располага со многу повеќе пари, со многу поголема логистика и со многу поголемо влијание во криминалното милје во Република Македонија во споредба со моделот на Зоран Заев. И ако нешто треба да се стави на маса, да се разговара и да се размислува, зошто не беше демонтиран моделот на Никола Груевски, а не зошто вие не изградивте модел подобар од режимот на Никола Груевски. Бидејќи ако така продолжите или продолжиме да ги поставуваме работите, тогаш сме само на мал чекор да направиме од Македонија една трагична држава која не може да изгради демократски капацитет и во рамки на еден таков демократски капацитет да ги решава клучните проблеми. Ние не ги имаме затворено клучните проблеми. И тоа на што ви кажав на почетокот на оваа политичка анализа. Јанес Јанша и Андреј Пленковиќ. Нас се останати уште еден или два клучни национални проблеми, каде што ќе треба многу голема умешност. Еден фин начин на комуникација со јавноста. Придобивање на јавноста. Значи не силување на јавноста, не плаќање, не купување, туку придобивање на јавноста на ваша страна за решавање на клучните отворени македонски прашања. Да им се објасни зошто е потребно да бидеме членка на НАТО, а не на сила да стануваме членка на НАТО. Договорот со Грција да го сваќаме како договор за одење напред, а не како силување на македонската јавност. Преговорите со Бугарија да ги сваќаме како преговори за станеме членка на Европската унија, бидејќи таму ни бегаат децата, таму ни бегаат нашите луѓе, таму ни бегаат комшиите, не ни бегаат во Белорусија или во Русија, а не да ги сваќаме договорите со Бугарија како капитулација. Бидејќи неумешно се прави тоа. Имаме јавност која е изградена изминатите 10-15 години, а тоа си има некоја подлога, си има некоја влага од комунистичка Македонија, јавност која се што е направено со Бугарија се смета како капитулација, така беше во времето на Лјупчо Георгиевски. Па сетете се на оние договори помеѓу Желјо Желев и Киро Глигоров. Кои драматични кршења имавме во македонската јавност. И тоа се процеси кои следната влада, дали ќе ја формира СДСМ, дали ќе ја формира ВМРО-ДПМН, дали ќе биде мандатар или премиер Димитар Ковачевски Тачо, дали ќе биде некој друг од СДСМ, дали може ќе биде Христо Мицкоски, тоа е небитно. Таа нова влада треба да решава неколку клучни преостанати прашања. Ако тоа го решава на начин да го представува како капитулација или да дозволи да биде во јавноста прифаќано како капитулација, тогаш нема да има среќа, почитувани гледачи. Тогаш ние драматично ќе останеме закопани во овој Западен Балкан. Ќе останеме вечно замрзнато прашање. Прашање кое не се третира 20, 30 или 40 години. Каде што нашите сојузници и партнери ќе изгубат интерес да го решаваат тоа прашање. Ќе бидеме нешто слично на кипарско прашање. Поделена држава.
Два дела кои размислуват различно, два дела кои возат различно. Едниот дел е членка на Европската унија, вториот дел не е членка на Европската унија. Ја не велам дека ние ќе бидеме поделена држава. Меѓутоа, нема потреба да бидете поделена држава, нема потреба да градите зидови, ако во свеста на граѓаните се присутни тие зидови. Ако во свеста на граѓаните се присутни зидови, тоа се многу поголеми, многу подебели, многу посилни зидови во споредба со физичко присуство на одредени зидови. Нема на групчин подмој или ние да ставиме зидови. Ние сме земја членка НАТО и тешко дека можеме да бидеме поделени. Меѓутоа, ако во свеста на граѓаните, во свеста на македонците, во свеста на гласачите на ВМРО, во свеста на гласачите на СДСМ, во свеста или разликите помеѓу македонците и албанците се кренат некои зидови, тие зидови тешко ќе можеме да ги премостиме. И тоа е оно што го кажувам постојано. Македонскиот народ не станува народ членка на НАТО и НЕУ. Република Македонија станува членка на НАТО и НЕУ. Тоа значи дека и албанскиот народ, тоа значи дека и турскиот народ, тоа значи дека и српскиот народ, тоа значи дека и влашкиот народ, тоа значи дека и бугарскиот народ кој живее во Република Македонија. Внимавајте, бугарите барат припадниците на бугарскиот народ и бугарскиот език да бидат составен дел на македонскиот устав и единствена држава во светот која го злоупотребува својот народ е Република Бугарија, го злоупотребува бугарскиот народ и му става вето на бугарскиот народ. Бидејќи Република Бугарија не става вето на македонскиот народ, бидејќи не преговарат бугарскиот и македонскиот народ за влез на Македонија во Европската унија или за почеток на преговорите со Европската унија, преговарат Република Бугарија и Република Македонија, а во Република Македонија живее бугарски народ. Нели се фала дека се издадени 100.000 пасоши? Ако се издадени 100.000 бугарски пасоши, според нивната филозофија, која е промашена и погрешно не да ја прифатиме нивната филозофија, живеат 100.000 бугари во Република Македонија. Тоа значи дека Бугарија е единствена држава во светот која им става вето на своите бугарски граѓани, не на македонскиот народ. Туку на бугарските граѓани, бидејќи се става вето на Република Македонија, а во Република Македонија живеат и бугарски граѓани. Тоа исто како Република Албанија или Тирана, бидејќи не се согласува со одредени прашања со Република Македонија, поради епсилон прашање, да им стави вето на албанските граѓани кои живеат во Република Македонија. Единствено Бугарија се дозвола еден таков луксус. И тоа е ирационален спор. И таков ирационален спор вие не можете да решите без да ја подготвите македонската јавност. Ако не ја подготвите македонската јавност, става во континуитет, ќе има чувство дека не се слуша, дека е силована, дека и се наметнат одредени решенија. Јавност која има такво чувство развија фрустрирани генерации. Гледате кои фрустрирани генерации нас не се развија после војната 2001 година. Генерации кои сега доаѓаат на власт во Република Македонија. Сега се во полн капацитет, сега се бават со спорт, се бават со бизнис, се бават со политика. Развивајќи такви фрустрирани генерации нас ни се случува 27 април 2017 година во македонскиот парламент. Ако сега дозволиме со овие преговори со Грција, овие преговори со Бугарија, да ни се развијат дополнително фрустрирани генерации, тогаш репризата на 27 април не е прашање дали ќе се случи, туку кога ќе се случи. Тоа е суштината на овие политички процеси кои сега се случат во Република Македонија. Дали ќе биде Димитар Ковачевски, дали ќе биде Христијан Мицкоски, тоа е небитно. Јас се сомневам дека можат да развијат партнерски односи со македонската јавност. Тоа не значи вие дојдете да ја купите инфлуенсерите. Тоа не значи да вие дојдете да ја купите сите кои се активни на Твитер, кои се активни на Фејсбук. Тоа значи да разговарате, да објаснувате, да развијате партнерски односи. Тоа значи да демонтирате режим, а не да жалите дека Зоран Заев не изградил режим кој ќе биде посилен, посуров од режимот на Никола Груевски. Тоа е суштината на процесите. Јас го познав Димитар Ковачевски Таче, или најголемиот фаворит да биде нов лидер на СДСМ и нов македонски премиер. Така како што сега стојат работите. И тоа е едно непишано правило при тоа, кога ќе речем го познам, тоа не значи дека се одиме на рогенди, да слави, дека се дружиме интензивно, но сме пиеле кафе една, два пати, три пати. Се знаеме. Тој е еден од ретките политичари, но тогаш не бил политичар, со кој сум пиел кафиња. Меѓутоа, луѓето кои ги познам, луѓето кои ги знам, јас имам едно непишано правило, дека анализите кои ги правам за нив се побрутални. Ја кажувам реалност, ја кажувам вистината, а не кажувам работи за да им се додворам, или работи кои ќе ми помогнат во кариерата. Која кариера јас ќе ја правам? Па јас сум го стигнал или сум го достигнал врвот во мојата кариера. Намерно сум излагал од телевизии, имав едно гостување на Канал 5 во четвртокот,
Одлично интервју, ако не сте го погледнале, погледнете го, одлична гледаност. Тука негде слична гледаност како интервјуто на Христијан Мицкоски пред една година, што не е многу зафалење, би требало да биде погледано интервјуто со мене, во споредба со интервјуто со Христијан Мицкоски, меѓутоа сите мои настапи во јавноста, кога настапувам, јас се обидувам да бидам колку е можно поискрен кон таа јавност. И ако сега го знам Димитар Ковачевски таче, и ја слушам таа биографија која се пласира на Сител телевизија, која се пласира во Фокус, се пласира во други портали, дека тој бил на раководни позиции во времето на Бранко Црвенковски. Или бил дел од раководството на Бранко Црвенковски. Па кажете ми една функција на која бил Димитар Ковачевски таче во било кој мандат на Бранко Црвенковски. Една фотографија, кај што се снимени, или во јавност е пласирана одредена фотографија каде што се заедно Бранко Црвенковски и Димитар Ковачевски таче. Кажете ми една функција на која бил Ковачевски во мандат на Бранко Црвенковски, дали во првиот, дали во вториот мандат на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Освен ако функцијата син на градоначалник на Куманово во мандат на Бранко Црвенковски не се смета за функција во СДСМ. За мене е големо изненадување врската помеѓу Зоран Заев и Димитар Ковачевски таче. Навистина биле школски другари или студентски пријатели за време на нивното студирање на економскиот факултет во Скопје, меѓутоа никогаш ни едниот ни другиот не покажувале таква некоја близина помеѓу себе. Секогаш Димитар Ковачевски таче важел за човек на Игор Ивановски Шема, важел за човек на Наташа Савова, важел за човек на Емилијан Станковиќ, тоа е била таа групација. И можеби тој тоа го смета како дел на раководството, бидејќи тоа беше еден неформален круг околу Бранко Црвенковски. Најблиски соработници на Бранко Црвенковски заедно со Горан Минчев. Горан Минчев, кој сега ви се појавува во изборите во Куманово, кој го спомнувавме во изборите во Куманово како дел на штабот или логистиката на Максим Димитриевски. Тој е човекот на кој му дадоа 2 или 3 кафичи во Сити Мол и во Рамстор и покажа дека и 10 кафичи да му дадат, и 50 кафичи да му дадат, и кафичи да му дадат на некоја авенија на Манхетен во Њујорк, тој не знае да ги прави тие работи, сега ќе купува некој сол и ќе фрла таа сол за да ги одмрзнува улиците во Куманово, за да може да функционира или да му биде отплатено за довербата и логистиката што му даде на Максим Димитриевски за да победи на изборите во Куманово. И тоа клучното прашање кој тука се постава, сеќавате на пресконференција на Зоран Заев, пресконференција која има со Африм Гаши после нивната прва средба на преговори за проширување или зголемување на владеното мнозинство. Тога Зоран Заев ја дава изјавата дека е разочаран од гласањето на граѓаните или на гласачите на општина Карпош. Дека не може да прифати граѓаните или гласачите на општина Карпош да му дадат доверба на Стефчо Екимовски. И Димитар Ковачевски таче, кој е најсериозен кандидат да биде еден лидер на СДСМ, и Стефан Богоев, кој како што сега стојат работите, има сериозни амбиции да биде нов генерален секретар на СДСМ, потекнат од општина Карпош. 2013 година, кога Андреј Петров ги губи изборите, првите избори од Стефчо Екимовски, тоа се први избори кои СДСМ ги губи од Стефчо Екимовски, до тога Стефчо Екимовски најчесто бил во коалиција со СДСМ и победил во општина Карпош, луѓето кои се во штабот на Андреј Петров се Димитар Ковачевски таче, Стефан Богоев, Магдалена Несторовска. Тогаш Магдалена Несторовска мислам дека беше на 3-то место на советнички листи во општина Карпош. Магдалена Несторовска, која беше човек на Владо Бучковски во неговиот мандат министер за одбрана, па 2006 година кога Радмила Шекеринска станува председател на СДСМ, Магдалена Несторовска на предлог на Горан Минчев, исто тој Горан Минчев што ќе фрла сол во општина Куманово за Максим Димитриевски, станува подпредседател на партијата. Таму е Стефан Богоев во штабот на Андреј Петров, дечкото кој шајка не закова во Карпош, кој се спаси со тоа што не го номинира, бидејќи ќе беше декласиран од Стефчо Екимовски. Во штабот на Андреј Петров е Димитар Ковачевски таче. И тука се постава прашањето, ако Димитар Ковачевски таче е родом од Куманово, а живее во Карпош, во две општини кои се сметале бастиони на СДСМ, кај што СДСМ е брутално поразен на овие избори, на која страна бил во Куманово? На страна на Оливер Спасовски или на страна на Максим Димитриевски? Како во два наврати и Стефан Богоев и Магдалена Несторовска. Магдалена Несторовска сега државен секретар во Министерството за внатрешни работи. Требаше да биде дополнителен заменик министер за внатрешни работи на предлог на Оливер Спасовски, кога Наке Ќулев во техничката влада која ги спроведува ланските избори, требаше да му парира на Наке Ќулев.
Магдалена Несторовска требаше да биде дополнителен заменик министар за внатрешни работи. Среќаше тогаш е избрана Славјанка Петровска, која е шеф на кабинет, или тогаш беше шеф на кабинет на Оливер Спасовски, сега е пратеник во македонскиот парламент. Ако Магдалена Несторовска тогаш беше заменик дополнителен министар за внатрешни работи, тие избори ќе ги изгубеше СДСМ. Велам стрекна околност дека Славјанка Петровска беше тогаш избор, а не Магдалена Несторовска. И затоа сега е хајката кон Славјанка Петровска. Затоа вие може да читате на Facebook, одредени Facebook статуси, што ќе биде со Славјанка Петровска. После падот на Љупчо Николовски, после падот на Зоран Заев, трета која треба да падне Славјанка Петровска. Зошто? Бидејќи таа била дел на континуитетот, види богати. Славјанка Петровска, која беше шеф на кабинет на Оливер Спасовски, Славјанка Петровска, која беше секретарка на Радмила Шекеринска 2005 година, кога Радмила Шекеринска е вице-премиер за евроинтеграции, таа била континуитетот во СДСМ, а не се Петре Шилегов, не Оливер Спасовски, не целото ово раководство кој беше околу Зоран Заев, туку Славјанка Петровска. Тоа значи дека сега во СДСМ се водат тектонски процеси, тектонски конфликти кои ќе биде прв човек на Министерството за внатрешни работи или министар за внатрешни работи и прв човек на Агенцијата за национална безбедност. И тоа е операцијата спасување на војникот Рајан, Јордан Орце Камчев. Клучно е да се обезбеди раководство на СДСМ кое ќе обезбеди ослободување на Јордан Орце Камчев. Тоа е конфликтот кој се случуваше 2 или 3 години на македонската политичка сцена. Конфликт помеѓу Зоран Заев и Јордан Камчев, дали Заев со неговата влада ќе успее да го скрши Јордан Камчев и структурите на Јордан Камчев, или Јордан Камчев со помош на неговите структури ќе ја собори владата на Зоран Заев. И падот на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа и расчистувањето со две клучни фигури од најтесното окружување на Зоран Заев, а тоа е Радмила Шекеринска и Миле Зечевич, се случува по прашањето на Јордан Орце Камчев, Стопанска банка, Битула, Пелистерка, целата таа групација која фатена во случајот империја. Радмила Шекеринска паѓа во немилост на Зоран Заев, бидејќи Радмила Шекеринска 2 или 3 години пред падот на специјалното јавно обвинителство работи на процес на спојување и помирување помеѓу Зоран Заев и Јордан Орце Камчев. Дури со лобирање на Радмила Шекеринска се има остварено една или две средби на Јордан Орце Камчев и Зоран Заев во владата на Република Македонија. Не една од тие средби се снимени или се дел од овие снимени разговори кои подоцна се пуштени во македонската јавност. Тогаш пука тиквата помеѓу Радмила Шекеринска и Зоран Заев. Кога Јордан Орце Камчев тргнува да го руши специјалното јавно обвинителство, да ја руши владата на Зоран Заев. И вториот е Миле Зечевич, организационен секретар на СДСМ, човек кој ја прави мрежата на СДСМ на терен. Таа мрежа обезбедува 430.000 гласови на изборите 2016 година. Успева колку толку да импарира на структурите на ВМРО ДПМН. Подоцна доаѓаат Александар Керацовски, подоцна доаѓа Љупчо Николовски како генерални секретари, тогаш е генерален секретар Оливер Спасовски, а организационен секретар е Миле Зечевич. Меѓутоа пред 1 или 2 години Миле Зечевич станува член на надзорниот одбор на Стопанска банка Битула, банка каде што главни акционери се Орце Камчев и ова структура на Пелистерка кои се фатени во случајот империја. Значи по прашањето на Јордан Орце Камчев, Зоран Заев расчистува со две битни фигури, две битни личности од неговото најтесно окружување. И те дојме до општина Карпош. Два пати, и 2013 година, и 2021 година, Стефче Екимовски бриши патос со структурите на СДСМ во општина Карпош. И сега вие од структурите на општина Карпош ќе го вадите Димитар Ковачевски Таче и ќе го вадите Стефан Богоев, едниот ќе го правите кандидат за премиер и лидер на СДСМ, а вториот ќе го правите кандидат за генерален секретар на СДСМ. Знаете што е суштината, почитувани гледачи, на политичките разврски во СДСМ? Суштината е дека СДСМ треба да бира лидер кој нема да му парира на Христијан Мицкоски, туку лидер кој ќе му парира на Тимчо Муцунски. Ако вие не гледате дека траекторијата на Христијан Мицкоски е во надолна линија, прашање е на година, 1, 2, 3 години, кога Христијан Мицкоски ќе заврши својата лидерска кариера во врвот на ВМРО ДПМН. Дали ќе направи влада, дали нема да направи влада, дали ќе победи, дали нема да победи, тоа не е битно. Христијан Мицкоски е прегазан од времето. Како што можеби и Зоран Заев беше прегазан од времето. Готово е со Христијан Мицкоски, меѓутоа тоа е само прашање на техника на време кој ќе му биде соопштено. Новиот лидер на ВМРО ДПМН ќе биде Тимчо Муцунски или некој кој личи на Тимчо Муцунски. СДСМ како партија која треба да гледа кон иднината,
треба да бира лидер кој нема да му се спротистави на Христијан Мицкоски, туку лидер кој ќе му се спротистави на Тимчо Муцунски. И тоа е умешноста на политиката. Вие сега имате Стефан Богоев. Стефан Богоев кој беше најблизок пријател на синот на Бранко Цренковски, Љупчо Цренковски, кој беше фаворизиран од Андреј Петров, кој беше генерален секретар на СДСМ во мандатот на Бранко Цренковски. И целото скопско лоби, знаете кога кажете скопско лоби, тоа скопско лоби е некоја канта, тропа структура. Меѓутоа постои некоја флоскула скопско лоби, таму е структурата на Радмила Шекаринска, таму е Дамјан Манчевски, таму е Петре Шилегов кој има дојдено во СДСМ, а не е изворен член на СДСМ. Таму се оние структури кои се малобројни, меѓутоа се структури под контрола на Бранко Цренковски. Тоа е некоја елита, тоа е некоја интелектуална елита, меѓутоа не е некоја структура која има сила на теренот. Тоа е скопското крило, тоа е скопското лоби. И тоа скопско лоби нели бараше директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаровска да биде втор човек или заменик на Зоран Заев на местото на Радмила Шекаринска. И тоа скопско лоби сега бидејќи нема сила на терен, не може да ги лобира или нема контрола врз делегатите или врз членството кој треба да го избере новиот лидер на СДСМ, ќе игра среднорочно, ќе игра на картата на Стефан Богоев. Стефан Богоев во прва фаза да биде генерален секретар на СДСМ, а подоцна да го замени Димитар Ковачевски Таче. Идеалната битка ќе се води по две прашања. Првото прашање е да биде нестабилна владата, ако ја формира Димитар Ковачевски Таче, бидејќи преку рушење на таа влада, всушност ќе се руши целата логистика на Зоран Заев во врвот на СДСМ. Зоран Заев оди на брзи избори, тоа се 12 декември. На 12 декември има избори, или имаше закажани избори во МРО-ДПМН, СДСМ ги закажува изборите за избор на нов лидер на СДСМ за 12 декември. Тоа значи дека Зоран Заев е свесен за одреден отпор што постои во јавноста. Свесен за одредени ситуации или за одредени лоби групи кои не се задоволни од изборот на Димитар Ковачевски Таче. Прито тие лоби групи се луѓе кои му се негови најблиски соработници сега. Радмила Шекаринска, Оливер Спасовски, те нема да дозволат да бидат избричи. Знаете, ако ви имате нов мандатар, ако имате нова влада, ако имате нов лидер на СДСМ, ако имате нов премиер, ако си оди Зоран Заев, ќе оди целата ова групација. И Оливер Спасовски, Радмила Шекаринска, и Венко Филипче, Петри Шилегов, нема место за нив. Тие ќе направат се да ја обструират. Ако не може да го обструират изборот на Димитар Ковачевски Таче, тогаш да го обструират функционирањето на таа влада, дури и по цена на рушење на таа влада. Бидејќи само со рушење на таа влада се намалува или се елиминира целосно валењето на Зоран Заев во СДСМ. Имаше една изјава на Артан Груби, беше пред 2 дена. Така поминува. Тие клучни изјави, знаете, секогаш клучните изјави поминуваат многу незабележливо во македонската јавност. Не секоја се пали има на глупи изјави. Дали Муса Џефери и Аренет Хоџа пиеле кафе. И имате едно 300 текста по порталите околу таа средба на Хоџа и на Муса Џефери, меѓутоа изјавата на Артан Груби поминува така, незабележливо во македонската јавност. Артан Груби вели дека тие се на мислење дека предвремени избори, парламентарни и председателски избори би може да се случат март-април 2024 година. Дека би било добро парламентарните и председателските избори се клопат или да се спојат во една точка. Дали е тоа стратегијата на Зоран Заев? Зоран Заев покажува и изразита мок за преживување. Дори доста наивно е предаде власта, како од страна се гледат работите. Меѓутоа, дали Зоран Заев може на чело на СДСМ да инсталира свој човек по принципот како што тоа го прави во МРО-ДПМН? Ако Христијан Мицкоски со кран беше инсталиран на Валандовскиот конгрес на чело на ВМРО-ДПМН, дали некој слично сценарио може да се направи во СДСМ? Димитар Ковачевски со кран, без разлика што целото членство ќе гласа на непосредно гласање или на непосредни избори, да биде инсталиран на чело на СДСМ. СДСМ имаше еден таков обид, тој 2008 година, кога токму Зоран Заев ја грееше фотелјата до враќање на Бранко Цренковски на чело на партијата 2009 година. Тоа е еден конфликт, еден период кој остана неразјаснет во македонската јавност. Радмила Шекаринска е лидер на СДСМ, доаѓа на чело на СДСМ 2006 година, после конгресот каде што е поразен и соборен Владо Бучковски, останал до 2008 година, катастрофално ги губи изборите. Меѓутоа не се согласува со враќање на Бранко Цренковски на чело на СДСМ. Туку го убедува Зоран Заев тој да влези во трка за нов лидер на СДСМ, затоа го пролонгира конгресот на СДСМ
И тоа е она легендарно писмо кое Горан Минчев од некоја плажа во Хрватска, тоаш Горан Минчев или човекот од најголема доверуван Бранко Цренковски, генерален секретар на СДСМ, од некоја плажа во Хрватска го пишува и бара оставка на Радмила Шекеринска и бара брзо свикување на конгрес на СДСМ. Во тие неколку недели Зоран Заев е апсен за случајот Глобал, па аболициран од Бранко Цренковски. И Бранко Цренковски го убедува Зоран Заев да прифати да биде ВД лидер на СДСМ, кој ќе му е топли фотелијата до неговото враќање, бидејќи имаше таква одлука, после имаше и таква конгрес одлука, Зоран Заев да биде ВД лидер на СДСМ, а Бранко Цренковски по завршување на неговиот претседателски мандат 2009 година се врати на чело на партијата. И тоа беше неуспешно. Знаете, во оние депеши на Wikileaks, оние негови разговори на Зоран Заев со Филип Рикер, Зоран Заев доека е ВД председател на СДСМ, доека е топли фотелијата на Бранко Цренковски, вели дека ако има добар резултат на локалните избори, тогаш нема да дозволи Бранко Цренковски да се врати на чело на СДСМ. Затоа сум скептичен дека во СДСМ може да се спроведе операција ставање на лидер со кран и тој лидер да му остане верен на лидерот кој бил негов претходник и кој му обезбедил со кран да дојде и да стане негов наследник. Затоа мислам дека Димитар Ковачевски Таче во моментот кога ќе стане лидер и премиер, ќе направи се во моментот кога ќе се зголеми неговата сила и неговата политичка тежина, да се тргне од влијанието на Зоран Заев. Дали тоа ќе биде успешно, дали ќе биде неуспешно, ќе покаже времето. Меѓутоа, јас сум секогаш скептичен дека СДСМ може да репрезира модели на ВМРО ДПМН. Гледате, тие дат на некои слични варијанти. Димитар Ковачевски Таче и Христо Мицковски се некои слични профили на политичари. Политичари кои горе-доле одговарат еден на друг. И затоа јас велам дека СДСМ не треба да бира лидер кој ќе биде пандан на Христо Мицковски. СДСМ треба да бира лидер кој ќе треба да му се спротивстави на Тимчо Муцунски, да мислат наредни 3, 4, 5 или 10 години. И тоа ќе бидат политичките разврски кои сега се случуваат во СДСМ. Клановите ќе се обидат да наметнат своје решение. Гледате како меѓу редови се праќа порака дека Димитар Ковачевски е прифатлив и за Радмила Шекеринска, прифатлив и за Зоран Заев, прифатлив и за крилото на Бранко Цренковски. Па прифатлив е за сите бидејќи со никој не дошол во конфликт. А не дошол во конфликт бидејќи никош не бил перцепиран како клучна или битна политичка фигура. Има два битни настани во најновата историја на СДСМ. Тоа е Бела Чао и отпорот на Бранко Цренковски 2012-2013 година и тоа е шарената револуција на Зоран Заев 2015-2016 година. Каде вие сте го виделе Димитар Ковачевски Таче на било кој од овие битни ситуации разврски во СДСМ? Го имате видено Димитар Ковачевски како учесник на отпорот на Бранко Цренковски, па нели бил дел на раководството на Бранко Цренковски? Па нели бил близок соработник на Бранко Цренковски? Дајте ми една фотографија каде што Димитар Ковачевски Таче ја пее Бела Чао или е дел на отпорот на Бранко Цренковски, дел на ладата на Бранко Цренковски. Нема таква фотографија. И дајте ми една фотографија каде што е Димитар Ковачевски Таче дел на шарената револуција, оди и фрла боја по институциите на државата, учествува во протестите. И доека вие сте мрзнеле, сте се бореле, сте биле денунцирани од режимот на Никола Груевски, Димитар Ковачевски Таче во папучи или пандофли седел дома и градел кариера. Па погледнете што работел од 2010 до 2016 година. Па влакно не му фалело во мандатот на Никола Груевски. Па дури и луѓето и медиумите под контрола на Никола Груевски во неколку наврати испраќаа порака до членството на СДСМ, ако сакате да му парирате на ваков Никола Груевски ВМРО ДПМН, имате кадри како Димитар Ковачевски Таче. Колегата Драган Павлович Латарство во неколку наврати во вестите на СДСМ го има кажано. Јас ги имам тие снимки. Тие снимки постојат, може да ги видите. Не знам како ќе биде продаден пред членството Димитар Ковачевски Таче. Зоран Заев одбра тој да биде негов наследник. Биле факултетски колеги или колеги од факултет. Може би да, може би не. Никош немало таква блискост помеѓу нив двајцата. Може би таа блискост се направи последната 1 или 2 години кога Ковачевски станува заменик министер за финансии, па соработува со Зоран Заев. Може би тога Зоран Заев прави одредена проценка. Прави одредена проценка дека сака да заврши својата кариера како председател на Република Македонија. И затоа ја спомнав таа изјава на Артан Груби, дека 2024 година
во март или април треба во исто време да се случат и председателски парламентарни избори. Тогаш Зоран Заев можеби ќе има шанса да биде избран за македонски председател. Но тогаш во целата ова игранка нема место за Стево Пендаровски. Нема место за Еролд Муслиу. Некој го имаше амбицирано Еролд Муслиу, дека ќе биде министар за внатрешни работи, за тој да го амбицира Стево Пендаровски да сака да биде лидер на СДСМ и да е премиер на македонската влада. Предпоставувате дека тука е раката, долгата рака на Бранко Цренковски, на пензионерот кој ништо не прави, кој е толку мрзлив сам да се вклучи во одредени процеси, но знае како да ги искара сите тие лоби групи, лоби структури во врвот на СДСМ. И кога направите одредена политичка анализа, единствено во мандат на Бранко Цренковски нема кавги во СДСМ. И во мандатот на Владо Бучковски, и во мандатот на Радмила Шекеринска, и во мандатот на Зоран Заев, вие постојано имате кавги, лоби групи, кланови, луѓе кои се незадоволни, кои излегуваат од партијата. Само во мандат на Бранко Цренковски тоа не се случува, што ќе речи дека Бранко Цренковски тоа го прави, затоа не му се случуваат во неговите мандати. И сега ќе видиме како тоа ќе добие некое политичко финале. Стево Пендаровски ќе биде најнесреќен, тоа го повторувам по втор пат, најнесреќен од изборот на Димитар Ковачевски Таче. Бидејќи Димитар Ковачевски Таче и Стево Пендаровски никогаш не биле блиски. Стево Пендаровски точно знае дека изборот на Димитар Ковачевски Таче значи затварање на вратата за негово враќање во СДСМ, ако некош воопшто бил во СДСМ, тоа значи дека Стево Пендаровски ќе има многу мали шанси да биде повторно кандидиран за председателски избори, или нема шанси да биде кандидиран од СДСМ, тоа е параката која него му се праќа, а Еролд Муслиу, кој наместо да се занимава со ова завиша филм групација која го растура на терен, да се занимава со одредени хибридни операции кои му се случуваат на изборите во Република Македонија, влезе во филм дека може да биде иден министар за внатрешни работи и преку своите инфлуенсерки и оние несрекни шула мила комбинации почна да пишува текстови и да ја руши владата на Зоран Заев. Тоа се ситуациите кои сега се случат. Тоа се лоби групите во СДСМ. Кои црни лоби групи, вие да ги пуштите сами на избори, нема да освојат ни 300 гласа. Меѓутоа, голема им е тежината, бидејќи во таа една салонска партија, која многу малку била присутна на терен, тие може да се представуваат како гранде величини. Колку биле гранде величини, ние видовме. Отидоа направат анкети на терен и ги промаша сите анкети. Дури кога станаа свесни дека ВМРО ДПМН излезе на терен со многу повеќе пари, и тоа стана свесни помеѓу првиот и вториот круг, кога беше првиот круг на локалните избори, тие нема ни представа со колку пари ВМРО има стрчано на терен, Агенција за национална безбедност, Министерство за внатрешни работи, Агенција за разузнавање. Ниту една од овие институции немате елементарна информација од каде се тие валкани пари, од која држава доаѓаат тие валкани пари, како се користени, како се донесени во Република Македонија. Кога беа шокирани од резултатот на првиот изборен круг, кога сватија дека нешто им се случува на терен, дека тоа анкетите на Ѓорги Спасов не сакале или не можеле да го евидентират, помеѓу првиот и вториот круг станаа свесни дека има многу пари од ВМРО ДПМН. Имаше пари и пред првиот круг, само вие тоа не го гледавте. Тимчо Муцунски го прегази кандидатот на СДСМ, милионерот на изборите во општина Аеродром. Па не можете тоа да не го видите. Со целата логистика со која располагате. Ајде ви избега Никола Груевски, ајде ви избега Сашо Мјалков. Па има ли елементарна информација Агенција за разузнавање дали Сашо Мјалков бил во Србија или не бил во Србија? Еве јавно прашувам, бил или не бил во Србија? Каде се криел? Ви избега Никола Груевски, маршрутата не ја дадовте како бегал Никола Груевски. Логистиката не ја дадовте. Човек не легна во затвор, бидејќи има возможен Никола Груевски да избега од Република Македонија. И вие сте биле власт. Вие сте владеле во Република Македонија. Завиша филм групација ви одржува лекција. Лекција по неколку прашања. Ви контролира полиција. Ви контролира безбедносен сектор. Ви контролира Твитер, Фейсбук, социјални мрежи. Па таму ја изгубивте битката. Од она несреќа која доаѓа од скопските села, вклучени во милион криминали, па нели потеклото на имотот ќе му го испитувате. Него и на останатите припадници на безбедносни структури, како стекнале пари да имат куќи на водно или станови на водно. И таа една нестрекна збирштина
која сите ја исмевавме, ја поценувавме, сега ве победи на изборите. Зошто? Бидејќи вие сте понеспособни од нив. Тука е суштината. Вие помалку знаете да ја практицирате власт од нив. Партијата која 70 години била власт во Република Македонија, да дојди сега во ситуација да не знае да ја практицира власта. После 11 години тешка опозиција да ја добија власта и на еден таков детски и смешен начин да ја остави власта да им падне од раце. Можеби ќе формира влада, не велам дека нема да формира влада. Тоа ќе биде кљакаво, ќе биде тешко. На еден ваков детски начин, оставки, па уценување, па не знам, порака до членството, ако не гласате, јас ќе се понесам. Чекајте. Ова не е дрндука, ова не е детска градинка, вака се зафркавате со членство и со граѓани во Република Македонија. Па да ги вадите на референдум, па да станете членка, најдобро после ако изгубите локални избори се повлечете од функција. Па ако толку немате капацитет да издржите пораз, да издржите притисок, пошто се бавите со политика. Па има балет, има ритмичка гимнастика, има многу спортови кои се фини спортови со кои може да се бавите. Па вие не сте премиери или лидери на партија у Финска, кај што е све средено, кај што после работно време одите во сауна, се релаксирате. Вие сте премиери, вие сте лидери на партија во Република Македонија. Тука не е ништо средено. Од вас се чекаше тоа да го средите, не да бегате. И ќе се вратите 2024 година. Вие богати. Димитар Ковачевски Тачек и ги води преговорите со Бугарија, а народот после 2 или 3 години ќе свати каква работа сте направиле. Да, сте направиле работа. Да, во ваш мандат Македонија стана членка на НАТО. И да, во ваш мандат Македонија требаше да дојде датум за преговори, за почеток на преговори со Европската унија. Но тоа не подразбира да бегате. Тоа подразбира кога ќе ви даат доверба, па и кога ќе ви даат жол картон, да речете благодарам. Ја разбравме пораката. Која порака ја разбра СДСМ? Дали вие имате чувства како гледачи на оваа емисија, како гласачи, како граѓани на Република Македонија? Која порака ја разбра СДСМ од овие избори? Ги губи изборите во Карпош, катастрофално од Стефче Кимовски, која ако бевме нормална држава ќе беше на топол оброк 3 пати на ден. Која порака ја сваќате? И вие Димитар Ковачевски Тачек кој од општина Карпош и Стефан Богоев кој шајка не закова во општина Карпош, ќе ги правите председател и генерален секретар на СДСМ. Или ќе се обида да станат председател и генерален секретар на СДСМ. Па вие ни една порака не сте сватиле. Зашто ако сватевте било каква порака, немаше да се дозволите влегување во една таква политичка авантура. Тоа не значи дека тие нема да бидат добри председател или генерален секретар или мандатар на новата влада. На никого не треба однапред да му ја ускратиме шансата да покаже колку може и колку знае. Суштината е дека вие не разбравте ниту една порака. Ако разберевте пораката на јавноста, сосема поинаку ќе се однесувавте. Сосема поинаку ќе ги решававте работите. Па еден Али Ахмети на сите ви покажа што значи стаменост во политиката. Што значи да контролирате власт и што значи да практикувате власт. Како тоа да го правите? Како да влечите потези? Како да ги балансирате сите тие различни лоби и интереси во рамки на партијата? И тоа да го правите 20 години. Наистина, се случи Дурмотурс, се случи Беса Транс, се случи модуларна болница. И то со тоа се располага во таа партија. Од снайперисти, од пушко-митралесци, вие не може да направите експерти. Тие се играчите. Тие излегува од илегала. Кој оди во илегала? Сигурно не оди доктор на науки. И кога имате такво тесто, вие правите таква пита. Меѓутоа, и со таква пита човекот покажа како се владее во Република Македонија. Проблемот на Али Ахмети што никоко не може да свати дека во НАТО и во ЕУ влегува Република Македонија, не македонскиот народ. Што значи дека отстапките и реформите нема да се прават само за македонскиот народ, туку треба да се прави за албанскиот народ. И еден ќе постави прашање, еден ден ќе се постави прашањето дали албанскиот народ и институциите во албанските средини во Република Македонија се оспособени да бидат институции на земја која е членка на НАТО и земја која ќе ги почне преговорите со Европската унија. Како што сега стојат работите. Со овие нестреки, со Беса Транс, со Дурмотурс, со модуларна болница, одговорот за жал е негативен.
И тоа ќе биде главната домашна задача за идната влада. Идната влада ќе треба да воспостави систем во Република Македонија. Нас ни дадоа членство во НАТО и велам во рок од 2,5 години неодзаробена држава која беше така дефинирана во Европската унија, станавме членка на НАТО, а при тоа ниту политички, ниту институционално, ниту како јавност не созреавме доволно силно и доволно мокно за да можеме да бидеме јавност која одговара на земја која е членка на НАТО, ниту пак нашите институции со таква брзина не ги изградивме. Да, имате оправдување дека била корона кризата, во најдните 2 години немате оправдување. Ни корона, ни јавност, ни инфлуенсери, ни социјални мрежи, ништо ни Бугарија. Вашата домашна задача е да направите нормална држава од Република Македонија. А во нормална држава премиер не бега после пораз на локални избори. Во нормална држава лидер на опозиција не останува на чело на партија после 7 изборни резултати, 7 изборни порази. Во нормална држава лидер на опозиција не бега од соочување со делегатите кои биле мериот конгрес или Валандовски конгрес, кои го донеле на власт, на чело на таа партија, и тој ги игнорира, не сака да поднесе рачуни или да даде свое образложение или образложение на политиката зашто губил 6 или 7 изборни резултати. Зашто ВМРО-ДПМН сега бара брзи избори. ВМРО-ДПМН сега бара брзи избори за да не му се случи дежаву ситуација. Тоа што им се случи 2018 година на референдумот на 30 септември. На 10 октомври 2018 година има средба кај Желко Митровиќ, каде што присуствуваат Александар Николовски, Христијан Мицкоски и Марко Улјаревиќ, главниот пиар стратег на Александар Вучич, на Милорад Додик, на српските структури кои го рушеа Мило Џокановиќ и на ВМРО-ДПМН. Тогаш Марко Улјаревиќ му става јасно до знање на Христијан Мицкоски дека после референдумот, каде што ајде да речем условно речено победува ВМРО-ДПМН. Иста ситуација имаме и сега во Република Македонија. На референдумот не победува СДСМ бидејќи не обезбедува доволно гласови. Меѓутоа ВМРО-ДПМН бидејќи бойкотира, се ја препишува победата на тој референдум, иако беа ниту риба, ниту девојка во целата таа операција, целата таа постапка и процедура околу референдумот во Република Македонија. Сега нови локални избори ВМРО-ДПМН има губење на 30.000 гласови или намалување на нивниот изборен резултат во споредба со 2020 година. При тоа во таа коалиција влегува Солза Грчева, влегува делови структура на Интегра, Јовеке Кеновски, Јанко Бачев и така натаму и така натаму. Че дел од тие структури влегуваат, ако не целите партии, тогаш дел на тие партии влегуваат во коалиција со ВМРО-ДПМН. И тоа не го зголемува изборниот резултат на ВМРО-ДПМН, туку ке ВМРО има намалување на 30.000 гласови, меѓутоа ке СДСМ има намалување некаде на околу 80.000 гласови. И сега ВМРО-ДПМН знае дека ако не искористи таа шанса, ако брзо не направи влада, ќе му се случи дежаву ситуација со референдумот 2018 година. Се чувствуваат ко победници, победот на изборите ја немаат власта во своји раце. Затоа брзат со предвремени избори, затоа ќе ги засилат своите барања за предвремени избори, бидејќи тоа е единствена шанса да опстанат на политичката сцена, како Христијан Мицкоски, како раководство на ВМРО-ДПМН. Бидејќи ако оваа власт остане наредните 2 години и неколку месеци и добие датум за преговори со Европската унија, ако ги стабилизира работите, ако влезе во процес на расчистување со остатоците, со сериозните остатоци од режимот на Никола Груевски, кој ќе му гарантира победа на Христијан Мицкоски за 2 години? Кој може да му гарантира победа на Христијан Мицкоски за 2 години? Тоа ќе дојде времето на Тимчо Муцунски. Значи, гледате ги процесите малку подалеку. Или што ќе се случи ако Христијан Мицкоски дојде сега на власт? Ќе расчисти со структурите на Сашо Мјалков? Ќе расчисти со структурите на Јордан Орце Камчев? Со структурите на Никола Груевски? Па ви излезе пред 3 или 4 месеци текст во грчките медиуми дека 2018-2019 година се подготвил атентат на Зоран Заев, дека се алармирани американските безбедносни структури и го имаат спречено тој објект. Зоран Заев сега ви станува ловина. Затоа се овие барања за заселување на неговата безбедност, кои се исмеваат од страна на ова завиша филм групација и унгарски медиуми финансирани во Република Македонија. Зоран Заев повеќе нема да биде премиер. Тој негов конфликт со Сашо Мјалков и со Јордан Орце Камчев не е конфликт кој е едноставен, кој е лесен. Тоа не е конфликт кој може да помини така. Тие луѓе се во притвор. Тие луѓе располагаат со огромна сила, огромна енергија, со многу пари, со многу логистика, со многу подземје. Тие луѓе може да направат се. Ако се способни
да ги блокираат преговорите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, ако се способни на локални избори да покажат повеќе пари, повеќе логистика од власта на Зоран Заев, тоа се подготвени на се. Кога се подготвени на се, тогаш конфликтот со нив, бидејќи Зоран Заев нив ги става во затвор во Република Македонија, ги става во притвор, тогаш и нивниот реванш или нивниот реваншизам може да биде брутален. И тука, во целото тоа милје, во целиот спектар на односи, може да се насети каква ќе биде политичката разврска во Република Македонија. Во наредниот период ние ќе имаме конфликт на тие две структури. Дали се во притвор, дали се во затвор, дали се надвор од политиката, дали се надвор од премиерскиот кабинет, надвор од СДСМ, дали битката ќе ја водат нивните пиони, Христијан Мицкоски, Димитар Ковачевски Таче, дали некој од нив ќе стане премиер, дали ќе се тргнат од сенката на едната или на другата групација, било да е Мицкоски, било да е Ковачевски, ќе видиме. Тоа ќе биде разврската на македонската политичка сцена. Доста кревка политичка структура имаме на едната и на другата страна. Разликата во гласови 50.000, со гласовите на Беса или со гласовите на партиите Дом или коалицијата Дом и партијата на Лиле Поповска. Тие разлики воопшто не постојат. Таа ги довербата во двете политички партии. Таа ги довербата во двете политички коалиции. И во период кога ние треба да имаме стабилни влади, ние имаме нестабилни политички групации во Република Македонија. И со такви нестабилни политички групации и ние, како што ќе бидат нестабилни политичките групации во Бугарија, ќе треба да влеземе во процес на решавање на македонско-бугарското прашање и македонско-бугарските односи. Тоа ќе биде ѓаволски тешко. И затоа има многу малку доза на оптимизам дека нешто може да се реши до декември. А ако тоа не се реши до јануари или февруари идната година, Емануел Макрон и Франција, кои ќе го преземат председателствувањето со Европската унија во период од јануари до крајот на јуни, Макрон го чекат избори за втор председателски мандат, и тоа го чека Бугарија, Франција да се преокупира и Макрон сам со себе, и тоа е некоја слична дежаву ситуација на тоа што се случуваше во Букурешт 2008 година. Тогаш Грција става вето за прием на Македонија во НАТО, да не биде заедно со Албанија или со Хрватска примена како земја членка НАТО 2008 година, бидејќи Џорџ Буш помладиот беше на крајот на својот председателски мандат. И Грците ставаат вето. Имате постојна драматична разврска во Грција, кај што паѓа владата на Караманлис преку одредени улични протести, тогашниот министар за одбрана ја обвини Соединетите американски држави дека тоа е реваншизам на американците за грчкото вето во Букурешт. Сега бугарите сака да направат слично сценарио, да почекат Емануел Макрон да изгуби на изборите во Франција и да се ослободи или да се намали притисокот врз Бугарија за решавање на македонско-бугарското прашање. Затоа, почитувани гледачи, немојте да ми давате камера или да ми уклучувате камера. 36-37 минути траеше претходното парче. Кога се уклучи камера, не знам каде да почнам, не знам каде да застанам. Мислам дека ви се допадна оваа анализа. Кажавме многу работи, направивме влез во тоа што не чека на изборите на 12 декември. После 12 декември ќе имаме нови политички анализи за СДСМ и за ВМРО. Не мислам дека полека сваќате или ја разбирате рамката во која функционира македонската политика. Имавме анализи за ВМРО, имавме анализи за СДСМ. Со обидом да ви ги престам работите кои се случуваат или кои ферментираат натре во двете партии. Ако ви се допадна нова политичка анализа, ново дружење, четврток 22 часот, до четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.